Фудбалската репрезентација на Македонија е на 2 чекори до пласман до светското првенство 2026 Америка, Мексико и Канада. Првиот противник Данска. Ако успееме да го поминеме, одиме на подобриот од Чешка и Република Ирска. Тоа е веќе познато, тоа е веќе известно. Но, што е неизвестното? Неизвестното е дали ни се оладија главите, неизвестното е дали Благој Милевски е минато или се уште ќе остане селектор, немаме официјална информација. Неизвестното е дали македонската фудбалска јавност има сила да се дигне и да ги понесе овие фудбалери или овие и некои други фудбалери на патот. Па мислам дека на патот до светското првенство. Да, мислам дека последната твоја реченица е суштината на она што и престои на македонската фудбалска репрезентација. Ако немавме чиста поставена цел некаде во март, кога ги почнеме овие квалификации на тој премиерен дуел против Лихтенштајн во Вадуц, и неа потенциравме таа цел во текот на сите квалификации, сега, кога ни престои 10-ден бараж, ги кажа противниците, кога нема можеме, не можеме, сакаме, не сакаме, чекајте ќе видиме што е начин ќе си дојде. Не може така, не бива. Сега целта мора да биде јасна, мора да биде чиста и целта е пласман на македонската фудбалска репрезентација на светското фудбалско првенство 2026 година. Како до тоа и со кого? Дали со Милевски или без Милевски и дали и како можеме? Кој треба да биде новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација? Гледаме после джинглот. Враќајќи го филмот наназад, па можеби месеци или година-две, не можам да не се потсетам дека нашиот став на тема Благој Милевски селектор на македонската фудбалска репрезентација, зборувам во времето кога Мети Седини беше председател на федерацијата, беше ригорозен. Значи, во екот на оние квалификации во Лигата на нации, на надпреварите за тој период зборувам, ние имавме став дека Благој Милевски греши, дека Благој Милевски треба да си оди. Но, го променивме јавно ставот и дадовме јавна поддршка дека Благој Милевски може да биде добро решение ако така мисли федерацијата нова што дојде, значи Масаро Марагич, Горан Пандев и тие сите покрај нив. И еве не сега повторно во еден момент каде што ние се враќаме на нашиот прв став дека дефинитивно Благој Милевски го служи своето. Малку само кратко да објасниме зошто е тоа така, зошто веќе знаете дека немаме комплекс и ако погрешиме да кажеме полека интересот е друг, можеби Милевски и е добро решение. Сега сме дефинитивни и ригорозни дека со Милевски не можеме понатаму. Значи не се работи за некој ригиден став или за некое недоразбирање, нешто, некоја тонна критика каде што стигнуваме до границата на не де Боже вулгарноста на вредите или неспособноста на нашиот селектор Благој Милевски. Тоа што го направи тој ќе остане забележано, бројките, резултатите, процентите на успехот, ова наоѓање на прагот на баражот, сето тоа стои зад него, пред него и со него. Но ако имаме конкретна ситуација со репрезентацијата на Уругвај, со Фудбалскиот сојуз на Уругвај, каде што Марсело Бјелса, еден искусен 17 годишни селектор, го однел Уругвај на светското првенство, веќе го пласираше, а Федерацијата на Уругвај излегува со вест денес на 21 ноември дека размислува ради некои објективни причини, ради невклопување во целите и во идеите на Федерацијата на Уругвај, на раководните луѓе, дека Марсело Бјелса не може да одговори на нивните барања и на тоа што го бара народот на Уругвај да се постигне успех на светското првенство, размислуваат да го сменат. Зборуваме за една сериозна федерација како Уругвај. Кај сме ние тука? Нашата федерација размислува ли да го смени Благој Милевски? Пошто договорот има онака му истекува на 30. Јас мислам дека имаме челници раководство, имаме спортски директориум, имаме личности кои треба да ја разберат оваа ситуација кога на македонската нација, на македонскиот народ, на македонската фудбалска репрезентација и треба една инекција. И треба нов мотив, и треба рестарт, и треба нова цел, децидна цел. Сакаме да победиме во баражот. И ние мораме да го бараме селекторот низ таа призма. Значи, да биде општо прифатен, да не биде плукан, дори и навредуван, морам така да кажам од јавноста, да биде омаловажуван, а не го заслужува тоа. Може би критика да,
не заслужува да биде навредуван и омаловажуван, ние доаѓаме во таква ситуација непосредно пред баражот. И мислам дека таквата атмосфера не оди на добро. Така, јас се сложувам со тебе и навистина ситуацијата во нашата фудбалска репрезентација е кризна. Зошто велам кризна? Не дека е неуспех доколку Македонија не се пласира на светското првенство 2026. Не е неуспех. Мораме да кажеме дека сакаме да одеме, мораме да потенцираме, мораме да го поставиме тоа цел дека одиме во баражот да се пласираме на светското првенство. Тоа не значи дека мораме да се пласираме. За мене е неуспех ако ние продолжиме на старата патека, ако ние продолжиме со Благоја Милевски, кој што и веднаш после ждрепката вчера во Цирих, кога ја добивме Данска како противник, ја даде истата изјава дека ние ќе се обидеме да бидеме конкурентни. Не. И не може да информира македонската јавност дека Данска е силен противник. Тоа сите го знаат. Дургутов, доста е. Ќе останам со ставот дека го почитувам Благоја Милевски како човек со свој карактер, со своји мани, доблести и така натаму. Но доколку Македонија нема нов селектор, ние навистина не знам што ќе бараме во баражот. Доколку нема кој да ја подигне оваа и да ја понесе оваа нација македонска, а Благоја Милевски не може. Кога зборуваме за карактерот, можеби не е во ред да го ставиме Благоја Милевски со неговиот карактер кој е негов и ние сакали или не го почитуваме, меѓутоа имаме и критички тон. Зборуваме можеби за карактерот на Горан Пандев, за карактерот на Масаро Мерагич, за карактерот на Илија Најдовски. Сите тие се луѓе со име и презиме и со завидно CV позади себе. Секој во својата област и како фудбалер, и како работник, и како бизнисмен, и како голгетер, и како фудбалска звезда. Да не го трошиме времето за тоа. Меѓутоа, некогаш мораме да сватиме дека сите тие карактери морат во одреден период да се стават во функција на репрезентацијата, во функција на државата. Ако Илија Најдовски е воздржан низ неговата кариера, а ја сака репрезентацијата, играл за репрезентацијата, седи на клупата, се радува и тагува ги голтак недлите. И ако зборот Илија Најдовски се цени и почитува, ја носи фудбалската раја на стадионот, на трибините и ја прави оптимистичка, не како пример го земам. Не знам зошто Илија не би го удоволил тој, би излегол со негов став, со негови перманентни јавувања и следења, тоа се однесови за Горан Пандев и за Масаро Мерагич. Не зборуваме ние поединечно. И само исклучиво во интерес на репрезентацијата, ништо повеќе. Да бидеме концизни, да го заклучиме овој дел од разговорот. Благоја Милевски сметаме дека нема веќе што да понуди на оваа репрезентација. Благоја Милевски сметаме дека го нема викнато најдоброто повикано во составот најдоброто од Македонија. Благоја Милевски не може да покрене македонската нација, едноставно не ужива веќе симпатии помеѓу народот, а народот е тој што треба да ги носи сите, народот е тој што треба да ги полни стадионите и да дава поддршката. И тоа е тоа. Тука нашиот став за Благоја Милевски завршува. Ние веќе сметаме и размислуваме. Нити фрлање со дрве и камења, нити плукање, да не се повторуваме, Дургутов. Го кажавме, нема што да се правдаме или да не се правдаме сега пред нашите гледачи и пред јавноста. Зборуваме за пласман на светско првенство и како нашата цел е Нашата цел е пласман на светско првенство. Благоја Милевски ниту еднашка до сега во сите овие 2 години не кажа дека Македонија сака да оди на светско првенство, дека Македонија ќе се обиде да оди на светско првенство. Тука завршува нашата приказка за Благоја Милевски. Со среќа понатаму, но ајде да видиме каде се во целава оваа приказна оние од спортскиот директориум со целата должна почит. Каде ни се тука, како што ги спомна, Горан Пандев, каде е тука Илија Најдовски, да не ги редам сите други. После джинголот. Во Македонската фудбалска федерација или Македонската фудбалска репрезентација ние имаме имиња за гордост. Имиња со кои што не само се гордееме, туку чувствуваме потреба кога зборуваме за нив да станеме. Толку се многу големи, толку многу направиле за нашата македонска репрезентација. Зборувам за Горан Пандев, Илија Најдовски и како што претходно кажав и некои други останати. Каде сега, значи во оваа кризна ситуација, Горан Пандев како
Име, презиме, каде е Илија Најдовски, каде се? Еве го нашето размислување, ќе повторам, во интерес на репрезентацијата, во интерес на атмосферата, во интерес на она што Горан Пандев со неговиот авторитет и поддршка од целокупната јавност може да го направи. Ако се подсетиме дека своевремено Игор Ангеловски Мраме, тогашниот селектор кој однесе на Европско првенство, отиде во Дженова и ја направи таа фудбалска магија и го убеди Горан Пандев да се врати во репрезентацијата. Што зборувале, како зборувале, кој било нивниот диалог, што било ветено, што било исполнето, е ирелевантно. Доколку Горан Пандев не се вратеше во репрезентацијата и не го постигнеше тој еден единствен гол против Грузија во вториот бараж, во финалето на баражот, Така е. Македонија немаше да оди на Европско првенство. Сега јас прашувам и тебе и Цит. Имаме обратна ситуација. Сега Горан Пандев со неговиот авторитет, со неговото знаење и умење, па Горан Пандев го задолжил Мраме Ангеловски Така е. да отпатува на Кипар, да седне со Мраме Ангеловски, бидејќи до влакно, до малото прстен на ноктот, до кој број копачки носат и кој бројови на дрсовите носат, Мраме Ангеловски го знае тоа наполно. И да го убеди, ако има реална ситуација, а по наши информации има. Има. Секој тренер има клаузула на раскид на договор, ако има цврст договор на друго место. Никој не е венчан за ниеден договор. За да не излезе Мрме е тренер на Кипар. Тоа е релевантно. Зошто Игор Ангеловски Мрме би требало да биде селектор на македонската репрезентација? Мене, например, еве една реченица, мене единствено што ми паѓа на памет, да бидеме одма на чисто, Ангеловски не се прослави на европското Тоа првенство. сега не е за анализа. Прво Ангеловски кажувам само дека не се прослави за значи време на Ангеловски патењето на превара. ќе биде општо прифатен од македонската фудбалска јавност во старт, во почеток. Во старт кога ќе дојде, кога ќе седне вака на маса пред јавноста, ирелевантно дали пред камерите на ФФМ или она што јас мислам дека треба да се смени во тој пиар дел за кој ќе зборуваме во продолжение и мора Фудбалска федерација да го има тој медиумски план како да настапува во јавност и како да ја убеди јавноста дека сакаме да одиме на светско првенство. Кој ќе го работи тоа и тоа може да се смисли. Меѓутоа, значи една општа прифатеност на Игор Ангеловски Мрме. Да. Една позитивна атмосфера во самиот старт. И да не зборувам, ајде пример за Пол Погба, дали ќе го кажеш ти? Денес излезе во медиуми за враќањето на Пол Погба во француската репрезентација. Па многу кратко, Пол Погба 2 години веќе не игра активно фудбал, беше поради допинг суспендиран. На големо се враќа во фудбалот, на големо се враќа во Франција и на големо се зборува дека сака да настапува на светското првенство, сега зависи од формата и како тоа ќе биде. Да. Значи еден Пол Погба, французите бараат све што е најдобро од Франција за да се представат на светското Значи првенство. Карло Анчелоти излезе и му порача на Неймар дека смета на него за фудбалската репрезентација на Бразил. Дека доаѓа Карло Анчелоти да го види Да Неймар. се вратиме зошто ги кажуваме овие? Ги кажуваме со доаѓањето на Игор Ангеловски Мрме. Ние можеме за 2 надпревари, за надпреварите против Полска, против Данска. Да, добро, окей. И победникот од Чешка и Република Ирска, во составот да имаме 3-4 нови готови фудбалери кои се во полна надпреварска форма. Да престанеме веќе со тоа стари се, истрошени се или не знам што. Тој муабет е за потоа. Сега, за 3 месеци, ја имаме Данска. Да можеме и Горан Пандев да го вратиме да игра, нели, за да ме сватите зборувам, да го вратиме. Дај да ги вратиме и да ги земеме сите што може. Најдобрите во тој момент кои ќе ги Така е. затворат болните точки Затоа го ми го во спомнав. репрезентација. Сега не е момент да брзаме со имињата, иако можем да ги нафалам. Стефан Ристовски, Аријан Адеми, Бова Николов, имаме млади фудбалери кои играат на Блискиот Исток, во Узбекистан, поблиску. Имаме тренер тамо Славче Војниски кој може да ни информира за Сигурно тоа. Гутов овие што работат во фудбалот, Го знаат тоа тренерскиот подобро од занат нас. го знаат подобро од нас. Не е поентата ние да ги кажуваме фудбалерите, поентата е дека факт е дека овие не беа најдобри. Тоа е Да главната. се затворат тие 3-4 места во репрезентацијата, во составот на репрезентацијата и да излеземе на овие 2 дуела као бум. Значи као бум, нема тука подготовки, си игра 90 минути, 2 пати по 90 Така е. минути, победуваш 2 пати по 90 минути и одиш на светско првенство. Нема многу филозофија. Значи нашиот глас, гласот на продукција Скок, оди
кон Игор Ангеловски Мрме. Каков е гласот на Фудбалската федерација на Македонија официјално не знаеме, чекаме да видиме што ќе се случува со Милевски, а каков е оној јавниот глас што кружи низ медиумите, низ кулуарите за оние други евентуално можни селектори на македонската репрезентација после джинглот. Нашиот став кога е во прашање селекторот го кажавме. Не за Благоја Милевски, да за Игор Ангеловски Мрме. Ајде да видиме и ставот на Дургутов, да или не за Гоце Седловски, да или не за другите имиња кои што јавноста на широко ги пишува, си калкулира кои би можеле да бидат Хрватот, Србинот, не знам. За да ме разбере публиката на нашиот YouTube канал Дургутов, мојата да кажем лична симпатија кон Гоце Седловски и моето познавање на Гоце Седловски како фудбалер, како човек, како тренер, сведочат и постерите од позади кои се бирани повеќе од мене, помалку од Наташа, каде што Гоце Седловски го има 2 пати на насловните страни ставен во ова студио. Тоа е почетокот на приказката. Зошто мислам дека Гоце Седловски не е добро решение, не е соодветно решение во овој момент? Може Гоце Седловски да биде селектор на есен, септември, октомври, не знам, после 2 години во тие квалификации за Европско првенство. Кога ја имаш врската со фудбалски клуб Вардар и кога го имаш тој товар на плеки и кога ја имаш и дел од јавноста против тебе и како тренер и како личност, да не навлегуваме зошто. Да не го објаснуваме тоа, да не уриваме атмосферата, Гоце Седловски треба да биде ставен на страна. Настана за неговите едукации како тренер, неговите постигнати резултати, не постигнати, иако мислам дека тренерскиот стаж не му е доволно долг, не зборам за успесите, за да има таа тренерска бела коса и за да биде селектор. Во истиот контекст ме прашуваат луѓе, зошто не може Јетон Бекири да биде селектор, тренерот на Шкендија? Интересно. Изворедна поставеност во надпреварите на Шкендија на евросцената. Да зборуваме преку летото кога игра со Стеауа, кога игра со велските иските поставници. Да не зборуваме за надпреварите сега во Лигата на конференциите, кога Шкендија навистина покажа фудбалски зави. Значи во истата ситуација е Јетон Бекири. Не е упрашање неговото фудбалско знаење и авторитет. Така е. Мислиш дека во минатата емисија што го зборувавме, она селекторски, како беше? Селекторска комисија. Мислиш дека би влегол и би можело во Шкендија да влезе? Да, се сложуваш. Моето мислење е позитивно во однос на тоа, меѓутоа и остануваме исто и јас лично и ние како тим дека Мрме Ангеловски може да биде дел од таа условно кажано селекторска комисија. Пишувате, не критикувате дека тоа е завршена работа минато време. Не сваќајте буквално дека тоа е буквална комисија. Збориме за 20-30 луѓе. Зборуваме за еден надпревар, односно 2. Да, значи кои знаат како да направат атмосфера, кои знаат да ги изберат најдобрите, да ги мотивираат, да ги покренат, да им стават адреналин во крвта и да ја победиме Данска. Ние зборуваме за тоа. Сето ова, како ставови, имиња, размисли луѓе што ги зборуваме во нашите емисии, се однесува исклучиво за баражот против Данска и евентуално финалето потоа што би наносило на светско првенство. Не зборуваме за конечно решение за селектор, зборуваме за најдоброто сега што можеме да го извадиме. И те молам само кажи ми околу, бидејќи нашиот став е не за странски тренери, кажи ми само кратко, дефинитивно не и од која причина? Значи, Фабио Капело, со кого сум имал средба и сум разговарал и го знам неговиот исклучителен авторитет, интегритет и квалитет како тренер, да дојде во оваа ситуација во Македонија, не може да се вклопи и не може да го пренесе неговото фудбалско знаење и неговиот авторитет врз атмосферата, играчите, врз федерацијата, врз луѓето. Тоа не бидува во овој момент. Не сакам да манипулирам со имињата кои се вртат, кои се предложени. Сето тоа е недискутабилно. За мене тоа е промашено во старт. Меѓутоа, тоа е моје мислење. Тоа е моје мислење. Не, види, за да ти одредиш компактноста, за да одредиш компактност, па само да објаснам, може ли Славен Билич да дојде да биде селектор на Македонија?
Мислам, тоа е малку Не утопија. дека го подценуваме или не е добар тренер или не знам што. Значи, не се работи за тоа, се работи за објективни околности во кои Славен Билич сега, ако јавноста наша малку ги знае, не сакам да одам и фронтално против медиумите да не излезе некоја кавга, спекулираат. Тоа се некои произволни, не знам како да кажам. Станковиќ е слободен, ајде, Дејан Станковиќ е слободен, заврши со Спартак Москва. Извонреден прв другар на Пандев. Дејан Станковиќ. Ајде да го викнеме да биде селектор. Дури побрзо ќе се вклопи ради српскиот менталитет и односите со пак не бива. На Македонија ние мислиме дека и треба македонец. Не е ова сега националистички или не знам како. Не, За овој далеку. бараш мислиме дека и треба македонец. Дали ќе биде тоа Марме Ангеловски, дали ќе биде како беше во Чкиндија господинот Јатон Бекири. Јетон Бекири, дали ќе биде тоа некој друг од овде, нашиот став за Гоце Седловски е тој, јас се сложувам со тебе, да, апсолутно, со цела почит кон Гоце Седловски, се сложувам апсолутно, но дај Горан Пандев, дај Илија Најдовски, па дајте малку, дајте да излезете малку во јавноста, дајте малку да ја подгрееме оваа нација, па на крајот на крајвата кажете што мислите вие, можеме ли против Данска? Еве, нека биде како за завршување на нашата емисија, што мислиш конкретно за од овие 4 противника што ни беа, конкретно за изборот за ждрепката за Данска? Еве, некој слушам дека ни викаат подобро не можело да биде. Ајде да, малку со вокабуларот на Благоја Милевски, сите репрезентации се силни. И сега, што сум кажал? Ништо. Значи, ние во баражот, ако ни се паднеше Италија, немаше да поминеме. Немаше да поминеме. Едноставно нема да поминеме. Со Турција не да поминеме. Крајна. Моje гледање врз база на оно што го играат турците на последните 4 надпревари во октомври и ноември. Во октомври и ноември како играат турците и италијанците. Без оглед што изгубија италијанците 1:4. Не дека се данциве слаби, ама да бидеме конкурентни, ја? Значи, Не е за смеење, него ние изгубивме од Украина 1:3 на европското првенство, меѓутоа од Украина и од Данска ни се падна условно полесниот противник, данците, прво се меки, не играат тврдо, не играат робусно како турците, не се како италијанците шмекери да те наместат 5 пати. Со данците можеме да се тркаме, да се носиме и можеме да играме. Нити се многу физички поспремни од нас. Тоа е моето гледање. А за Чешка и за Република Ирска, ако кажам што мислам, ќе биде малку илузорно и не сакам да трчам како полетен магаре. Јас сакам да кажам за да остане запишано, па ако погрешам, тоа е тоа. Нити ќе престане сонцето да изгрева, нити ќе има ден, ноќ, не знам што ќе се поремети, наруши. Токму тоа е всушност и тоа што постојано го зборуваме за целокупната наша фудбалска фела, да кажам, не потенцирајќи сега само на селекторот, на сите други, дека ништо не може да се случи полошо од тоа да не се пласираме на светско првенство. Но и тоа како што треба кажавме, се да направиме за се да направиме, се. Од медиумско покривање, од правилен избор, од покана до заборавените играчи кои може да изиграат два надпревари. Од покана за соработка со искусни тренерски бели коси, да не ги повторувам пак, непријатно е. Значи сите тие може да се стават во функција за овие надпревари. Со информации за данските фудбалери, нивната подготвеност, со информации за нашите фудбалери кои можеби некој не ги гледа, со излигување во јавноста, еве на Ѓоко Каджиевски или Никола Илиевски Джиджи, еве Дарко Панчев, да излезат и да кажат: ние веруваме дека Македонија може да оди на светско првенство. А исто ли е отколку никој да не го каже тоа? Ако мислат така, не зборувам, нека кажат и ние нема да одиме на светско првенство, само ќе се ние овој пат само ќе стекнуваме искуство, ќе градиме тим. И тоа е коректно, и тоа е став, и тоа е чист став, и тоа е чист став. Не е став, ќе играме, ќе видиме, ќе сакаме да бидеме конкурентни, сите се силни. Па тоа го знаеме сите дека се сите силни. Така е. Да не биде криво, да не биде дека не сме сториле се што сме можеле. Не е трагедија ако Македонија не се пласира на светско првенство, но ако направила се што може да направи, а можеме да направиме се за да се пласираме, почнувајќи од федерацијата, почнувајќи од Горан Пандев, почнувајќи од селекторот што ќе биде,
До сите нас како Почнувајќи од новинари, председателот Масар Омерагич, кој е фронтмен, кој е по дефолт храбар, така е. кој никогаш не бил, како да кажам, Не се плашал да недвосмислен каже, у изјавите и да нападне, и да искритикува, и да пофали. И сега, може би кратко беше времето, ајде едно мало оправдување, иако не е. Забележат го правдаш. Не, ама мора сега, во овој период, декември, јануари, февруари, тоа се 3 месеци. Ние мораме како федерација да не спиеме, да застанеме на нози сите, да имаме линкови низ цела Европа, низ цело Скопје, низ цела Македонија, низ сите градови, да имаме линкови со сите наши потенцијални фудбалери и да ги направиме тие 11 души војни кои ќе излезат во Копенхаген и ќе ја победат Данска. Така е. Како што реков и да завршам, да не ни биде потоа криво, да се чувствуваме барем мирно и спокојно во градите, во душата, дека ете, ако не се пласираме, толку сме можеле, толку ни е силата, но имаме став дека сакаме, бидејќи јас не можам многу да се пофалам, зад мене имам едно светско првенство, но Доргутов, ти со 9, како да не разбираат луѓето што е светско првенство. Тоа е нашата наредна тема која ќе експлоатираме до скоро подсетување дека Австрија оди на светско првенство после 28 години, се чини 28. Да не ги редам Узбекистан како дебитант, зеленогорските острови тамо, Куросао, кои слават, кои се радуваат, каде што Дик Адвокат е тренер и каде што другиот селектор на нема стапнато на површина на нивната земја, репрезентацијата ќе игра во Америка. Па Македонија не е свемирски далеко од сите овие што ги наредов. А ако сега не се пласираме, не 28 години, ќе чекаме 128 години до наредното светско првенство. Милчо Дургутов ви кажува тоа. И на крајот ви велам, можете да стиснете лайк и subscribe и ги поздравувам сите оние песимисти, сите оние кои што апсолутно воопшто не веруваат дека Македонија може да се пласира на светско првенство, а има многу такви, јас редовно ги читам по социјалните мрежи. Дајте малку да кренеме главата гордо, дајте малку да направиме и да дадеме секој се од себе што можеме, барем да им дадеме шанса на оние што ќе ги избере новиот селектор, на оние момчиња што ќе трчаат таму во Копенхаген и ќе се борат за сите ние да бидеме потоа горди и да речеме и ние македонците ете се пласиравме на светско првенство. Бидете поздравени и останете во добро здравје. С продукција Скок, YouTube канал Дургутов до март месец специјално насочени кон фудбалската репрезентација на Македонија и нашиот незиниот пат кон светското првенство во Америка, Мексико и Канада. Нема откажување до крај. Одиме до крај.